Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денес е денот кога СДСМ преку Министерството за финансии ги задолжува граѓаните за најверојатно нови околу 32,5 милиони евра. 32,5 милиони евра изнесува денешната аукција на Министерството за финансии, преку која граѓаните на Република Македонија ќе бидат задолжени за огромна сума на пари. Замислете, ќе не задолжат 32,5 милиони евра, а единствен и најголем проект им се тендерите и државните пари што ги делат на фирмите на СДСМ и на членовите на СДСМ. Само денеска СДСМ го задолжува секое просечно 4-члено семејство за нови 4000 денари. Граѓаните тонат во долгови, не можат да врзат крај со крај, а СДСМ, Заев, Андјушев, Филипче, Шеќеринска си делат народни пари по нивни блиски и фирми блиски до СДСМ. Само изминативе 3 месеци јавниот и државниот долг вртоглаво пораснаа благодарение на недомаќинското работење на СДСМ. Јавниот долг во изминативе 3 месеци СДСМ го зголемија за 54 милиони евра, додека пак државниот долг го зголемија за 29 милиони евра. Или малку попрецизно, како што веќе кажавме, секој ден изминативе 3 месеци јавниот долг се зголемува за над половина милион евра или поточно за 580-645 илјади евра дневно. Додека пак државниот долг се зголемува секој ден за 311.827 евра. На толку задолжување реализацијата на капиталните проекти до сега е смешна исто како што е смешен и растот на бруто домашниот производ. За само една година владење на СДСМ, освен скандали, афери и криминали, не видовме ниту една реална инвестиција за подобрување на животот на граѓаните. Почитувани, нема нови автопати, нема нови училишта, нема нови градинки, нема нови студентски домови, нема нови болници, нема повисоки субвенции за земјоделците, нема повисоки пензии за пензионерите, нема повисоки плати за вработените. Едноставно нема ништо од тоа што ветува СДСМ во предизборието. ВМРО ДПМН е бара уште веднаш СДСМ да престане со расипничкото однесување и неразумните задолжувања. ВМРО ДПМН исто така бара СДСМ да се откаже од намерите предвидени од фискалната стратегија, со која што државниот и јавниот долг би отишле над 50% од бруто домашниот производ. Ова што го прават Република Македонија не ја води никаде, најмалку во Европа, освен што ја води во пропаст. На крајот Република Македонија и граѓаните ќе победат. Благодарам.